Веќе неколку дена зборуваме на темата загадување на воздухот во Република Македонија. Вреди да се зборува на оваа тема и уште многу денови, но на крајот од денот сепак треба да донесеме мерки, заклучоци со кои што би го решиле овој голем проблем. Секој човек има право на здрава животна средина, секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Република Македонија обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните за здрава животна средина, што е гарантирано и со Уставот на Република Македонија. Но за жал, граѓаните на Република Македонија се соочуваат со екстремно загаден воздух. Цела Македонија дише отров наместо чист воздух. Мерните станици континуирано со денови покажуваат огромна загаденост на воздухот во Македонија, како во вечерните, така и во утринските часови. Според официјалните податоци од мерните станици, загадувањето на воздухот во Скопје изнесува 8, односно 11 пати над дозволеното. Во Кичево и Битола канцерогените PM10 честички се 6 пати над дозволеното концентрација, додека во Тетово речиси 15 до 20 пати над границата. Последиците од загадениот воздух по здравјето на граѓаните се сериозни и опасни. Граѓаните се загрижени за своето здравје и со право реагираат. Граѓаните се болни, но амбулантите се преполни. Според Нумбео, најголемата светска дата база на податоци, Македонија е на првото место на листата по моменталната загаденост на воздухот во Европа со опасни канцерогени и цврсти честички. Тоа е најголема причина за повеќе од 1350 смртни случаи да имаме годинашно во нашата земја, поради разни болести на дишните патишта и рак. Причините зошто се задушуваат граѓаните наместо да дишат чист воздух е тоа што нема инвестиции за заштита на животната средина, не е спроведена гасификација, се намалени еколошките стандарди при увоз на стари моторни возила, но и лошото урбанистичко планирање, непочитување на стандардите за градење, уништени зелени површини, исечени дрвја. Кога сме веќе кај дрвјата, ќе го спомнам случајот пред неколку дена, кога градоначалникот Коце Трајановски реши на денот на одработување на денот на дрвото да во ноќта, во 2 часот по полноќ, се исечат 47 дрвја во автономниот кампус на универзитетот. Никој, ама баш никој не се запраша. Како е донесена одлуката на Сенатот на УКИМ за изградба на 2 факултети на местото на исечените дрвја? Кој е инвеститорот на кој се повикува Коце Трајановски? Кој, кога и како се согласил тие 2 факултети да бидат во барок стил? Дали некој ја почитува автономноста на факултетот? Поттикнувајќи и практикувајќи неплански градби, власта ја спречи можноста за природната аерација и струењето на воздухот. Дополнително, заради финансиските интереси, дозволија уништување на зелените површини и нивно претварање во бетонски зданија. Шумите се оголени од непланска сеча, а автохтоните дрвја во градовите од непознати причини се заменети со скапи палми. Ако на сето ова го додадеме и индустријскиот капацитет, но и употребата на јаглен, дрва, нафта, доаѓаме до постојаната ситуација, а тоа е концентрацијата на PM10 честичките да се зголеми за 10 до 15 пати повеќе од максимално дозволеното.
Како резултат на ваквата голема загаденост, голем е бројот на граѓаните кои се упатуваат кон клиниките за белодробно и канцерогени заболувања. Со изградбата на згради, споменици, се задуши онака малку слободниот простор во центарот на Скопје. Господа од власта, коректор нека ви биде маглата. Погледнете го сивилото во Скопје и тоа нека ви биде мерило на успехот кој сте го постигнале. Сивилото, Господа, е вашиот успех. Енормното загадување, како резултат од негрижата за квалитетот на животот на граѓаните, на сметка на гледањето низ прсти на најголемите загадувачи, се со цел побрз профит. Градот Скопје е направен град во кој целата економија и сите важни збиднувања се одвиваат во него. И како резултат на тоа, градот Скопје е пренаселен. Пренаселливоста значи повеќе автомобили, повеќе издувни гасови, повеќе сиви денови, но помалку чист воздух. Ако развивавте здрава економија, во која помалите градови ќе имаа свој економски развој, економија во која ќе се водеше сметка и селата да оживеат, ако се имаше стратегија, човекот од натрешноста да може убаво и солидно да си заработува и да си живее во својот град, се ќе беше поинаку. Ако се водеше сметка за државата, дозека барем градовите кои се најмногу загадени ќе го имаат донесено гасот како природен и еколошки енергенс. И така загаденоста ќе беше намалена. Но оваа влада изгледа ја интересира само профитот, а граѓаните тие ако треба нека носат гас маски да се заштитат од нечистиот воздух. Јавноста мора да добие детална анализа за воздухот што го дишиме и реалната негова загаденост. Граѓаните мора да бидат редовно информирани и да добијат сеопфатно објаснување за онаа што и се случува на Македонија во однос на загадувањето на воздухот. Затоа што загадениот воздух директно води и до загадена почва, а со тоа и до загадена вода. Граѓаните не смеат да се лажат. Тие се загрижени за нивното здравје и заради тоа надлежните треба и мора да им дадат одговор, но и да превземат конкретни мерки за решавање на проблемот со загадување на воздухот. Иако уште пред повеќе од 10 години Република Македонија го усогласи своето законодавство во животната средина со онаа на Европската Унија и стана членка на низа меѓународни конвенции. Но во годините на владеењето на ВМРО ДПМН изостана имплементацијата на законодавството. Институциите во која беа етаблирани се орнисаа. Институциите и лабораториите кои беа опремени со висока, софистицирана опрема не профункционираа и не одговорија на задачите за кои беа основани. За жал, власта го гледа профитот, цел што скапо ја плаќа природата и здравието на граѓаните. Факт е дека заштитата на животната средина е на последно место за владата, а тоа можне прецизно го нотира и извештајот од Европската комисија, во кој што овој напредок е оквалификуван како ограничен напредок. На крај, сакам да апелирам да вие од власта ги прифатите заклучоците кои што ги нуди опозицијата, сите заеднички на крајот од денот да ги прифатиме и да го решиме проблемот со загадувањето на воздухот во Република Македонија. Благодарам.